Тоа е енциклопедија и на целата територија, и на сите епохи и милениуми, а и на современата Република Македонија. Значи, се што се подразбира под поимот Македонија. Според тоа, ние не правиме таква селекција ни поделба. Јас веќе реков во ведниот збор дека ние правиме енциклопедија во која ги третираме сите проблеми што биле до 1912-та и 13-та, односно до 18-та и 19-та година до Версај, како една целина, бидејќи тоа представуваше тогаш една историска, етничка, културна и географска целина. Меѓутоа, по поделбата, веќе во меѓувоениот период имаме нов период, кога веќе деловите живеат одделен живот. Тогаш ги третираме само некои карактеристични појави на македонскиот народ во другите делови на Македонија. А по формирањето на македонската држава во 1944 година, ние веќе зборуваме за Република Македонија, а по осамостојувањето 1991 година, ние веќе зборуваме за самостојна, независна Република Македонија и се она што значи македонско во неа. Но при тоа се разбира, кога велам македонско, тогаш подразбирам на државните граници на Македонија. Не е тоа македонско на македонците, отикајќи ги туриме албанците, турците и другите етнички заедници. Сите тие најдоа место на овие страници. Добро, многу деликатна ситуација, предполагам, се имале, заради, можеби, дневна политика и заради цели епохи. Например, веднаш да почнем, подпаднавте ли под замката на така наречената антиквизација? Кај се Филип и Александар? Како ги третираме? Или како ги одредувате? Тие се таму каде што ги поставила историјата. Ние не можеме да ги поместиме. Каква антиквизација? Па ве молам, денеска председателот Старделов укажа, па антиквизација ли беше во онаа тритомна историја на македонскиот народ од 60-61 година, каде што се зборува и за Филип и за Александар, и за античка Македонија. Тоа времето кога Михајло Апостолски ја подготвуваше? Михајло Апостолски, Блаже Конески, професор Лапе, Димитар Митрев и така натаму. Добро, ајде да еден многу важна епоха. Како, например, е третирано петвековното постоење на Отоманската империја на територијата на Македонија? Дали се одредени султаните, пашите? Не само султаните и пашите. Во нашата енциклопедија ќе ги најдете и императорите на Византија, ама пред тоа ќе ги најдете и царевите и кралевите на Римската империја. Значи, ние даваме еден полн пресек на се она што е позначајно во историјата на Македонија. Според тоа и султаните, и позначајни некои аги и паши, исто така имаат место. Значи, она што представува индивидуалитет и оставила траги во историскиот судбина на оваа земја, сметавме дека треба да биде регистрирано. И тоа треба да биде представено пред нашите и пред странските корисници. Немавте предрасуди кон одредени услови, да кажам, спорни историски личности оспорувани на еден и на друг начин? Тодор Александров, Ванчо Михајлов, Венко Марковски. Спорни личности има во политиката. Во историјата нема спорни личности. За нас ништо не е спорно. И сите тие што ги споменавте, ќе ги најдете со своите слики на страниците на нашата енциклопедија. Затоа велиме дека е тоа национална енциклопедија, бидејќи ги опфаќа државните простори на оваа Македонија, и затоа нарековме и македонска енциклопедија. Ние не правиме разлика тука ни по етнички некои критериуми, ни по политички, ни по филозофски или не знам пријателски, непријателски.
За нас се што било значајно на оваа земја, тоа е на Македонија. И ние сме должни тоа да окажеме. Што би било ако тоа го прикриеме? Што ќе бидеме ние како научни работници? Мислам дека науката не смее да се снижи на такво ниво, а енциклопедијата пак треба да биде недискутабилна. Енциклопедијата дава вистини, проверени факти кои науката веќе ги установила. Значи не споревте со историската димензија или одредувањето на одредени личности и процеси? Ниту па даваме повод да се спори. Ние во нашите одредници, во целата енциклопедија, не сакаме да дозволиме да има спорни моменти. Тоа се факти кои, како што велат латините, пред кои боговите молчат. Например, како го одредивте Али Ахмети? Таков каков што е. Али Ахмети, водач на Демократска унија за интеграција. Водач на Демократска унија, меѓутоа и водач на ОНА. Како го одредите, например, Бабунски, еден познат четник, тоа е праша во Веста 19. Исто така. Како Бабунски од Велес или како четник? Да, како учител, како четник, како човек кој се борел за српската кауза во Македонија. Имаат место и Тодор Александров и Ванчо Михајлов, и Тодор Александров и Ванчо Михајлов, бидејќи и тие се македонци, и тие воделе организација што го носеше македонското име, независно од нивните погледи дека се бореле за бугари во Македонија, за бугарска Македонија. Тоа е друго прашање. Нас тоа во случајов не интересира. Затоа му дадовме за нив да пишува на човек кој дисертација бранел на таа тема. Според тоа, значи, немаме предрасуди во тој поглед. Добро. Академик Христовски, дали со двотомното издание го затварате лексикографскиот центар? Немате пари за повеќе томното издание, што практично на одреден начин е веродостојна слика за една современа држава со историско педигре? Видите, не затвараме ништо. Прво, ние сега се надевам идната година ќе успееме да го издадеме англиското издание на македонската енциклопедија, на овие два тома. Веднаш работиме, продолжуваме врз повеќе томната енциклопедија, затоа што ние тоа мораме да го направиме. Тоа е се уште недоистражена почва и тоа ќе ни треба и пари, меѓутоа ќе ни треба и време и стручен кадар. Успеавте ли да направите од оваа помлада генерација кадри кои се усовршени или ја знаат методологијата на лексикографското подредување? Не, тука имаме, се разбира, тоа се луѓе кои се стручњаци за својата област, но не се стручњаци за енциклопедиски стил и енциклопедиска работа. Меѓутоа, тука си помагавме, така што се надевам дека го нивелиравме тоа на едно ниво, што е пристојно и рамносилно на другите енциклопедии. Инаку, аконто енциклопедиите. Денеска гостинот од Загреб баш расправаше, бидејќи лексикографскиот завод, знаете, една институција што има секакви информации, дека постојат само 27 со нашата 28 земји и народи што имаат енциклопедија, национална енциклопедија. Така што ние влегуваме во тие 27. Добро, ама енциклопедика британика или рус се земји кои енциклопедии кои фаќаат говорни подречја со огромни... Тоа е сосема нормално. Ние не можеме да се мериме со тие. Ние зборуваме за нашите маштаби. За Македонија, ова е обемот што соодветствува на двотомна енциклопедија. Во неа толку можеше да се собере. Имајте предвид дека одредниците во нашата енциклопедија се доволно кратки во принцип и се наситени само со податоци, со факти, со неспорни аргументи за личноста, за настанот,
за делото, за појавата, пројавата и така натаму. Немаме тука полемики, немаме тука коментари, немаме квалификации. Ги прашувавте ли, например, живите мислители, дејци или луѓето кои сакат да ги пишувате, дали се согласуваат да бидат ставени или имавте дискреционо право тоа да го правите? Секоја држава во својата енциклопедија има право да го регистрира она што смета дека е достојание на земјата и на народот. Според тоа, дали некој сака или не сака да влезе, тоа е негово прашање, ама наше право е ние него да го представиме.